Како секој петок, така и денеска во последните 20 на 25 минути ние говориме за физичкото здравје, за многу диагнози кои што представуваат сериозно нарешување за човекот, како и за се останато со нашите гости од Аџибадем Систина, а денеска заедно со доцент доктор Менка Лазаревска говориме за мозочниот удар, кој што е една од 5 најчести причини за смртност кај популацијата. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата во вака богата информативна емисија. Во врска со мозочниот удар, кој, како што рековте, во првите 5, можеби и втора водечка причина за смртност, од која заболуваат 17 милиони популација во светот, а 5,5 милиони е смртноста за една година. Да кажеме, е една итна, ургентна состојба која е многу од круцијално значење да се препознае во првите минути, односно во моментот на настанување од секој еден обичен, да кажам, човек, кој треба да биде запознаен со основните симптоми кои се јавуваат кај луѓето кои го доживуваат овој мозочен удар, особено кога говориме за исхемичниот мозочен удар. Тоа е она што би рекле, народот би рекол, доби удар, односно миграција или формирање на згрушок во мозокот, кој дава симптоми кои се многу карактеристични и едноставни секој да ги препознае, да кажам. Тоа има акроними, значи на англиски FAST и BFAST или на македонски е биди брз, каде што се случуваат искривување, да кажам, на едната страна на лицето, слабост на раката, пореметување во говорот, значи отежнат говор, и губење на рамнотежа или заматување на вид. И овие симптоми треба што побрзо да се препознаат, за да побрзо се делува, односно тука минутите се најклучни, да кажам, односно времето. Времето е мозокот. Всушност 2 милиона неврони, тоа се основната клетка на мозокот, изумираат за 1 час. За 1 минута всушност, извинете, а за 1 час едноставно мозокот старее за 3,5 години. Кога доживува човек мозочен удар, тоа е кога зборуваме за мозочниот исхемичен мозочен удар, каде настанува згрушок во крвните садови на мозокот, во големите најчесто, а додека имаме и уште еден тип на мозочен удар, тоа е хеморагичниот мозочен удар, кој е некаде околу 15% застапен во популацијата, а исхемичниот е околу 85%. И всушност хеморагичниот е предизвикан од најчесто морфолошки причини како аневризми, малформации, тоа се фокални проширување на крвните садови. Тоа е тоа што го нарекуваат излив. Излив, да, на мозокот, така, народно кажано, фактички, да, е излив во мозокот и тогаш настанува излевање на крв во мозочното ткиво или во обвивките негови. Може да настане и од хипертензија, но секогаш има морфолошка причина. Значи, која би можела да се третира. Во повеќето случаи се третира за да се превенира следно крварење. А некои, како што се хипертензивното и така натака, е, да кажам, повеќе конзервативен третманот или евентуално хирушки, доколку е компресивно тоа излевање на крв. Кај исхемичниот мозочен удар е клучно времето на диагностика и брзо дистрибуирање на пациентот, односно повик на брза помош за да истиот биде однесен во сеопфатен центар за третман на исхемичен мозочен удар, кој ги застапува сите можни третмани на истиот и брза диагностика. Што е клучно? Брзата диагностика се состои во софистицирани методи, како што ги имаме во нашата болница, и кои се достапни 24/7, што е многу битно. Имате мултидисциплинарен тим. Мултидисциплинарен тим, има организација и има, тоа уствари предноста на нашата болница, можам да кажам, организацијски, кадровски, материјално, односно во однос на опремата, достапноста на сите специјалности,
и брзиот workflow, што би рекле на англиски или на македонски проток, едноставно проток. Доаѓање во ургентен центар, брзо менаџирање на витални функции, мерење, дијагностицирање од страна на невролог или ургентен доктор, што секој може да го препознае, и потоа можно е да се дијагностицира со помош на компјутеризирана томографија или магнетна резонанца со ангиографија, што е многу подобро и во поново време се употребува магнетната резонанца, што мислам дека моментално во државата е достапна само кај нас, 24/7, во однос на изведување, бидејќи многу порано се препознаваат знаците и можно е да се одреди дали е или не е за еден по минимално инвазивен третман, кој е многу од големо значење, бидејќи овој третман се состои од отстранување на овој згрушок што мигрира или од срцето, или од вратните артерии, или од непознато потекло во мозочните артерии. Кога ќе мигрира во мозочните артерии, го обструира, го затвара протокот на крв, кислород и исхрана до виталните моторни центри. И така настануваат сите овие симптоми и многу брзо се развива. Значи, кај различни луѓе, кај секој човек, значи различно истото се одвива, но кај овој тип на механичка тромбектомија, односно отстранување на овој згрушок за да се обезбеди исхрана на мозокот, од особено значење е дека е битна таа реперфузија, односно ослободување и обезбедување на проток, и покрај тоа што веќе поминало некое време, нели половина час, сат време и така натака, што треба да биде побрзо, и настанува, да кажам, едно јадро на оштетено ткиво, но поголемиот дел може да се превенира и да се врати во функција, односно да се заштити. Да, доктор Лазаревска, верувам дека многу ова убаво го објаснувате и ми е интересно на гледачите, но сум сигурна дека многу ги интересира колкави се шансите за преживување од мозочен удар. Значи, шансите се големи доколку се направи третманот што порано. Значи, според светските гајдлајнси, за ова имаме строго определени правила и прописи како тоа треба да се изведи во кој временски период. Значи, до пред некоја година беше, тоа се апдейтира секоја година скоро, односно на 2 години добиваме комплетен апдейт спрема докажани студии и така натака, и беше одобрено порано до 6 часа. Сега е 6 до 8 часа, а по нови студии, значи 16 од поедната е препорачано, високо препорачано, класа 1 на докази, дека може да имаме бенефит, а можно е и може да има бенефит и до 24 часа во одредени состојби, но за нив треба да направиме малце понапредната технологија на испитување дијагностичко, со употреба на еден тип на перфузионо скенирање, значи или со ЦТ или со компјутеризирана томографија или со магнетна резонанца, за да видиме колкав ќе биде бенефитот. А колкави се шансите за повторно добивање на мозочен удар? Значи, кога ќе се обезбеди, кога ќе се открие, да кажам, на некој начин причината од каде тоа настанало и понатамошната нега, односно начин на лекување, да кажам, употреба на некакви си лекови за превенција од згручување на крвта, дали е причина аритмијата на срцето или например стеноза на вратната артерија, па таа треба да се стентира или во исти акт или одложено, зависно од возраста, зависно од колкав е процентот и така натака, кога имаме некаква си причина, а секако и се испитува во следните денови додека нели пациентот е во болница. Ова е од особено значење од социоекономски аспект. Зашто? Затоа што голем бенефит е за државата, затоа што млади луѓе, значи никој не е поштеден од искемичен мозочен удар. Одобрена е оваа метода на третман од 18 години нагоре, но последниве 2 години веќе излегуваат студии за употреба и кај педиатриската популација. Многу е така травматично тоа да се каже, но
постојат овакви ивенти и кај педиатриската популација, кај која не беше дозволена веќе овој тип на третман. И секако, реперфузијата, односно третманот, и да има инфаркт, во понатамошното опоравување на пациентот е од особено значение, односно се намалува процентот на инвалидитет. Да, тоа понатамошно опоравување, веруваме, физикална, да, рехабилитација. Кај некои, за жал, доживотен, бидејќи не баш сите пациенти кои доживеале мозочен удар лесно, брзо и успешно скроз се опоравуваат. Секако. Има пациенти, тоа може да го потврдат сите гледачи, особено оние кои што ги имаат во семејството, каде што некои последици од мозочниот удар остануваат трајни. Трајни, но секако, кога имаме навремено делување, односно реканализација, ослободување и да настанал инфаркт, односно оштетување на ткивото, постои нов термин, да кажам, пластинација на центрите, односно на мозокот, и кога имаме доток на кислород и исхрана, значи многу побрз и поголем е процентот на опоравување. Да. Дури и да е у поодминатите часови, но секако зависи и од коморбидитетите. Значи другите заболувања на пациентот, кај постари пациенти, слика, бубрези, срце и така Кои натака. возрастни групи најмногу ги сака, ги сака мозочниот удар, да речеме? Ако некогаш било во минатото некое непишано правило дека пациентите после 65 година се сега најчесто... е многу порано, можам да ви кажам. Порано, Значи така? имаме пациенти и од 30 годишна возраст, дури помала. Потоа, значи најатакувана популација, да кажеме, меѓу 40, 50, 60 година. Дали мажите се или жените подложни на... Кај исхемичниот е повеќе мажите. А додека кај хеморагичните е 2:1 за жените. 2:1 за жените. Верувам дека пушачите се поризична група, Да, така нели? секако. Пушачите, вирусите, инфекциите, сето тоа предизвикува хиперкоагулабилна некоја состојба и така натака. А додека од атероматозниве промени, нели, на вратните артерии или слично, тогаш се повеќе атакувани, да кажам, постарата популација над 60 години. Како можеме да го заштитиме мозокот во што подобра кондиција? Велат дека човекот во текот на својот живот речиси да не употребува ни 5% Да, многу мал процент од својот употребуваме. мозок, но како да го задржиме во добра кондиција и како да превенираме навреме, да го заштитиме од некакви несакани заболувања? Да го заштитиме е со превенција, да кажеме, на некои фактори што предизвикуваат. Стресот е прв и основен фактор. А него не можеме да го Него не можеме многу лесно спречиме. да го елиминираме, да кажам. Потоа високиот притисок, шекерот, мастите и така натака, она што е за кардиоваскуларните заболувања всушност. Да, ги споменавме Превенција. кардиоваскуларните заболувања и многу ми е битно експерт како вас да ни ги укаже со на наједноставен јазик разликите во симптомите, како да разликуваме дали човекот на кого не му е добро во моментов и знаеме дека нешто му се случува, кои се разликите помеѓу мозочен и срцев удар? По што се разликуваат овие две ситуации? Срцевиот удар е секако, значи, со градна Силна болка, градна градна болка, Некогаш и со повраќање. губење на здив или слично, ширење на и радирање на болката во раката и така натака, на грбот или слично. Глад за воздух може да презентира или слично, додека мозочниот е со симптоми на губење на заматување на вид, јака главоболка, вртоглавица, одземање на една страна екстремитет, Може да најчесто биде рака, лева, може да биде десна, да, се независно. едно, не двете. Значи едната, односно моторна, да кажеме, некоја слабост, искривување на лицето и тоа се Што да направиме? основните, а додека кај хеморагичниот пак се јавува силна главоболка, вкочанетост на вратот, повраќање и слични симптоми. Тоа е, може и директно да е човекот да влезе во коматозна состојба, што се вика. Тие се за жал многу по стресни, да кажеме, ситуации. За кај хеморагичниот баш и многу превенција, освен контрола на хипертензијата, немаме или евентуално откривање, бидејќи они се
предизвикани, да кажеме, од морфолошки промени на зидот на крвните садови во мозокот, кои може да бидат или конгенитални или пак стекнати. Да. Што треба да направи пациентот што повремено осеќа вкочанетост на некој дел од раката, ја чувствува главата како да му е пола глава вкочанета, но ете, поминува со текот на времето, па пак ќе се ајде после некое време и ние не одиме на лекар, чекаме да се случи нешто. Што треба да направи овој човек? Да посети секако лекар. Може ли да се превенира навреме, да се спречи мозочниот удар, доколку навреме Па не баш, нема најава. Нема најава. Буквално нема најава, односно контролата на притисокот. Земањето на доволно течности. Многу битно е земањето на доволно течности, бидејќи кога не земаме течности, имаме дехидрирање на организмот, поголема шанса за згручување на крвта и слично. Така да, значи, земањето на течности, контролата на притисокот, шеќерот, физичка активност и сите тие работи придонесуваат здрав живот, да кажеме, исхрана и слично. Какви предности и можности нуди новиот ангиоапарат во Аџибадем Систина? Значи, новиот ангиоапарат не само што имаме можност за 3D, особено кај хеморагичните битна, кога станува збор за морфолошки промени, кои треба да ги третираме, кои предизвикува, кај нив можеме да превенираме доколку се откријат навремено. Значи, силна главоболка доаѓа човек се снима на компјутер или магнет и откриваме, да кажеме, фокално проширување или аневризма. Да, одреден тип, зависно од локација и сите тие работи, мора да се третираат. И подобро е да се третираат додека не настане крварењето. Од кога ќе настане, веќе е на некој начин касно. Бидејќи ризикот за рекрварење во првите 24 часа е голем, е 15%, е многу голем за второ, трето рекрварење, кое додека стигне пациентот и додека сето тоа се диагностира е многу потешко, да кажеме, за третман, а треба да се третира до 72 часа, да кажеме, кога ќе настани, кога ќе откриеме причината. Значи имаме можност за 3D со ниска доза, 3D реконструкција што ни овозможува полесен третман и секако дека има и добра резолуција нормално и содржи нискодозна компјутеризирана томографија, што е особено важна. При третман на искемичниот мозочен удар може да се види дали во текот на интервенцијата или слично настанало некакво си мало крварење или така натака, да видиме што се дешава со паренхимот на мозокот, бидејќи ангиографски ние го прикажуваме само луменот на крвните садови, а не можеме да видиме што се случува со мозочниот паренхим или обвивките. Затоа со компјутеризирана томографија ни од особено значење за да можеме да видиме или некаков систент или секакви материјали што поставуваме, да кажеме, кај хеморагичниот мозочен удар, може да се проверат дали добро се отвараат, дали добро се поставени и така натака. Тоа е од особено голема важност. Така, одлично. Јас верувам дека сме и многу корисни на гледачите, особено затоа што живееме во едно навистина прилично стресно време, обременети со секакви грижи, каде човекот какви и да прави промени, едноставно не може да биде имун на стресот и едноставно не се трудиме секогаш да најдеме време за да се го провериме нашето физичко здравје, да направиме еден чекап, ако не повеќе, ама барем еднаш во годината. Колку се менуваат навиките на луѓето, особено откако имаме приватно здравство, врвно здравство, кое што навистина постави едни високи стандарди, како што е вашата болница Аџибадем Систина, се менуваат ли навиките малку по малку на луѓето или бавно ни оди? Бавно ни оди, кажам. За жал. За жал, бавно ни оди. Но сепак најбитно е, значи, да можеме да превенираме некои случувања, како проверка на здравието, нели, притисокот, шеќерот, холестеролот и така натака. И како што рековте, не само што ќе си се заштитиме себе си, туку и олеснуваме и на државата, и на државата и олеснуваме. Тоа да кажеме повеќе кај искемичниот мозочен удар. Тоа кај хеморагичниот, освен хипертензијата и стресот, не можеме нешто повеќе да превенираме, бидејќи не знаеме кога во животот настанало некакво си проширување. Значи има конгенитални, да, може да дадат некакви симптоми. Да не игнорираме, ја би рекла, никогаш главоболката. Така. Вртоглавицата, главоболката или слични работи да не игнорираме. Некои
симптоми на кранијалните нерви кои значат некаква се компресија, бидејќи мозочните артерии, односно и мозокот е една затворена, да кажам, регија каде што не е достапно доколку не направиме некаков се имиджинг метод, како компјутеризирана томографија. И сосема на кратко, на крај, има ли храна која му е добра подршка на мозокот, витамини кои што му недостигаат на мозокот и кои што постојано треба да ги внесуваме? Значи мозокот највеќе му треба шекера, ама не висок шекер. Не е добар шекера. Да, за да добро функционира. Секако, значи нема нешто конкретно што може да му помогне, да кажеме, да, витамините. Вела дека е секако, здраво оревчиња да се јаде по една оревчиња, рака оревчиња. Она што личи на кората на мозокот, да, оревите, јаткастите плодови. Се секако добра работа за функционирање на мозокот. И протеинската храна е битна, во спроводливоста на нервите, например, не треба да се избегнува и таа, иако во некои одредени состојби нели е забранета. Така да сега во поново време е многу актуелно употребата на неуропротективни средства. Зборуваме од кога ќе настане некакво си оштетување, дали исхемично или имало мал удар мозочен, сакам да кажам, или исхемичен или хеморагичен, од хипертензија или слични состојби, постојат нови лекарства кои се уште се, да кажам, слабо достапни. Не само во нашата држава, него се уште доволно не се докажани, они се даваат во вид на таблети или да кажеме интравенска апликација кај по големи, да кажам, оштетувања, но сега моментално се прават студии за употреба на интраартериски, значи ние кога ќе, да речеме, направиме реперфузија или третираме некакво си проширување што предизвикало оштетување, аплицираме во самиот крвен сад такво неуропротективно средство кое, да кажам, би придонело во регенерација, бидејќи само мозочните клетки не се регенерираат до сега и немаме трансплантација на мозок на све друго имаме. Така, ние тука некаде ги дотрошуваме последните минути за ово утринско дружење. Јас верувам и сакам да верувам во тоа дека успеавме да ги подсетиме сите наши гледачи доколку почувствувале од некакви симптоми кои веќе ги споменавме или доколку долго не направиле еден чекап на своето тело, да го направат и да закажат во најбрзо време. Знаете дека тука секогаш би се отворени на вратите на Аџибадем Систина, каде што ве очекува мултидисциплинарен тим кој што е подготвен во неколку секунди да ве со долгогодишно искуство, да ве среди и да превенира секакви можни компликации. Огромна благодарност за овој разговор и за вашето утринско гостување, а ние тука некаде се одјавуваме, ви посакуваме убав ден, следнуваат вестите во 9:30 и се разбира ве оставаме на фреквенцијата на Алфа телевизија. Довидување.